Те нема цел ден. Не можам повеќе да издржам вака. Усаменоста ме убива. Цел ден си или на работа, или на состаноци. Не можам повеќе да те препознаам. То не може така. Веќе не си ниту сопруг, ниту родител. Каде е човекот што го сакам? Не остави сами. За ништо. Ништо, а? Парите за тебе се ништо, а? Парите се. Работам за да спечелам. За да го живееме животот што го сакавме. Живот на висока нога. Кажи ми. Не сакаш да си дел од сето ова, а? Татко, остави ја. Зошто така размислуваш? Зар со парите може да се купи и среќата? Зар парите се во животот? Да, парите се среќата. Ке ти докажам и ке ти покажам. А сега оди и подготви се. Вечерва ќе преноќуваш во сиромашно семејство. Па да видиш кои се посрекни. Ти си болен. И, што ќе кажеш, сине, какво беше искуството? Ја увидели разликата помеѓу нив и нас? Да, татко. Ова за мене беше прекрасно ново искуство. Научив дека ние имаме едно маче, но тие пак имаат 4 кучиња. Ние имаме убав базен, но тие имаат река. Ние имаме голема тераса и прекрасна градина, но тие имаат бескрајна шума. Нашиот имот е ситница во споредба со нивните полиња и ливади, кои го зафаќаат целиот хоризонт. Ние имаме насликано сонце на таванот, но тие имаат
прекрасно небо со месечина и убави звезди. Ние си ја купуваме храната, но тие пак ја произведуваат истата храна. Ние имаме ѕидови околу нашиот имот за да не штитат, но ти имаат вистински пријатели кои ги штитаат нив. Секој мери колку е богат според неговиот поглед кон животот. За тебе приоритет се парите, но мислам дека љубовта, здравјето, пријателството, смислата за хумор, тоа е онаа вистинското. Ако ги имаме нив, имаме се во животот. И сега размисли пак. Сигурен си ли дека парите се среќата во животот? Сине, благодарам што ми укажа колку сум јас всушност сиромашен.